Светот се менува неверојатно, особено денес, и ние говоревме дека денеска некако, ако ја земеш гитарата да застанеш, да свирнеш овде по шеталиштето кај што одевме покрај Олтиња и некој ќе рече види ги овие усред билден седнале, но погледнете само каква е таа голема пресвала на народите која на сцена се случи во 21. век, просто е неверојатно да ние живееме нешто кое што сме го учеле, кое што дедовци, бабини го раскажувале дека поминувале низ тоа, ние некако се враќаме, некако се оттугивме. Така, јас кога ја погледам Бушева азбука, па е во светот на бајките, Бушева азбука е во СФРЈ, во светот на бајките е веќе во независна Македонија. Каде се изгубивме ние? Каде станавме ние туку нестрекни? Веднаш ќе ти кажам, Мишко. Кога ќе осиромашееме духовно, кога бираме патишта кои што не водат кон Бога, тогаш сме најсиромашни. Најсиромашни сме. Се нешто ќе не недостасува. Духовноста е многу важна. Ако не е духовноста, мислам дека тука треба да се прииспитаме да работиме на тоа поле. Духовноста, да го цениме. Јас се радувам чорапи, како мало дете, чорапи ако си купам или ако ми купат од дома. На чорапите се радувам, на сериозно ти кажам. Многу малку треба за радост и за среќа. Ама една насмевка, едно добар ден се радувам. Што ни се случи? Молам? Што ни се случи? Ама треба да го... Или сме биле вакви, па сме се прикривале,
И ние не можеме да, не знам, некои луѓе, еве и самиот ти кога шетавме, кајстербер луѓе. Да. Ама треба сите да го негуваме тоа. Да ги погледнеме старите фотографии. На старите фотографии нашите баби или дедовци или татковци и мајки, ќе погледнеш на фотографијата стотина луѓе, сите гушнати, прегрнати фотографија на фотографија. А живееле помачно. Немале сиромашно живееле, скромно, сиромашно. И пак биле со песна на нива иде. Татко ми се радуваше кога прв пат во малото водовод чешма дојде во куќата. Светло, електрична енергија, светло и вода прв во малото татко ми да стави. Тоа му беше, како да ти кажам, може да замислиш, а не многу далеко, пред 50-ти на години. Да. И повеќе, и 60-ти на нека се, 70-ти на нека се. Може да замислиш, луѓето немале ни единствено радио било дома присутно, немале телевизијата кај нас дојде, која 68-та, 9-та, 70-та може. Не се сеќавам, немаше телевизор кога ќе дојдеше во малото, цело мало на телевизија. Немаше ни далински пат. Присетување ги повторуваме некогаш муабетите, сите ни е познато ни ова. Некако мора да ги повторуваме. Повторувањето е мајка на знаењето, да мораме да, како да ти кажам, да најдеме, да смогнеме сили, да се почитуваме, почнувајќи од комшиите, едни со други, со роднините, со пријателите, добар ден, со секого. Не утепа политиката. Не искина политиката. Сами сме си криви. Знаеш зашто, Мишко, сами сме си криви? Ако ни е тоа главна тема на разговор, тогаш да се откажеме од себе си. Ако е тоа, јас поинаку гледам на нештата. Ја, да не речем, ќе си дозволам, уметнички гледам во универзумот гледам. Моите, да не речем, духовни очи, така да си препишам, гледаат во универзумот. Ги прескокнувам, ги пририпнувам овие как тривијални нешта или патетични работи. Па не ме интересираат мене, јас се смеам на богатството. Богатството е во народот, Мишко. Богатството е во убавиот збор, во убавата мисла, во орото, во песната, во везот, во плетењето на баба ми Магда, што ми ги плетеше чорапите. Таква како совршенство на плетка, на елеци и на ако не можеше со друго, со тоа, со чорапи ќе не за зимно време ќе не снабдеше. Добар народ сме ние, мек народ сме, само се плашиме да направиме еден исчекор. Знаете она како се вели, ќути има и полошо кај нас, ама има и подобро. Но не се, да не го терам таму муабетот, бидејќи ќе одидеме во друга насока, а ова што го зборуваме, сакам да биде порака по возрастните, убаво да се присетат на сите моменти, а овие помладиве кои што доаѓаат генерации да знаат дека имало живот и пред вештачката интелигенција, која што има многу предности патем, која што сите ја користиме, меѓутоа онај момент на социјално, како да кажам, многу дружба, социјална дружба. Знаеш како беше, Мишко? Ајде, сите знаеме. Дома, дали во куќа, дали во стан, па становите кога излегува, па со ролетни. Тоа беше чудо, се радуваме, што да ти кажам. Па дома сите простори, ако е слава, дали имен ден, дали роден ден, што имаш цел, што вика душата ќе се изнесе на маса. Сите, битно сите стрекни весели. Сите маси ќе се подготвуваат, ќе се спрема, ќе се комшиите доаѓаат, роднини доаѓаат, подготвуваат свечено кога, ајде вечер на имен ден. Што вика бате Васил, името му е сите Василевци, Васки и Василевци, бате Васе Голубаров. Вика, куќата свете, вика, пуна куќа, нема место, вика, кај да седат? У дворо, вика, стоат. Да. Сакам да ти кажам, преку една смешка, преку едно такво доживување, луѓето се посетувале со дали на кафе, дали имало кафе, на вода. Баба ми викаше, ќе одам да се насладам на муабет. На муабет да се насладам. Најдобрата реченица да се насладам на муабет. Јас, Мишко, кога пијам вода, да ти кажам, и викам, фала ти Господи, и на општеството, и на сограѓаните, и на се, фала ти Господи, затоа што ја пијам водата, Мишко, и си мислам, Боже сладки, Господи, па ние имаме вода, веднаш ќе свртиш славината, и ќе протече вода. Во Африка,
Со километри ја носат водата жените. пијат. Со километри вода носат капка вода дома да однесат. Со километри одат. Или се чекало некогаш ред, ако нема чешми на ред, по цела ног тука се чекало вода да се... Сега имаме Така е. Мишко. Имаме многу благодети. Греота е да. Ама треба да се организираме, да се почитуваме едни со други, да го вреднуваме вредното, да го вреднуваме и да го поттикнуваме, да го инспирираме и народот и генерациите. Татко ми вака велеше. Вака. Само со пот. Вака ќе направеше на челото. Само со пот. Се што ќе каснеш, и мајка ми, и татко ми, и баба ми, и дедо ми, синко, баба ми велеше. И да те пуштат во соба полна со злато. Ако не е твое, една пара да не земеш. Една пара да не земеш. Проклето е тоа, не е тоа. Не е благословено. Не е благословено, синко, не ти треба. Значи, ние сме воспитувани во христијански дух, Мишко. Во христијански дух, со љубов сме воспитувани. Така е. Срекна нова 49-та, имаш добро, не е тоа главна улога, меѓутоа сакаше да се пробаш или... Не, каква главна улога? Ја неприметен сум таму, Мишко, да ти кажем искрено. Но има искуство. Меѓутоа, моето учество во филмот Срекна нова 49 од една страна ме радува што е така, затоа што бев љубопитен и кога ми кажа што треба да улогата каква ми е за во филмот, Па добро, незначителна е улогата сега, но... Јас бев среќен не само што ќе се појам на филм, туку да го почувствувам процесот на работата, за да можам од занаетот, лека полека, нога за него, како беше чирак, калфа или калфа чирак, па додека да се стигне до мајстор, и нели треба години да минат тоа. И сега кога некој ќе ти спомне да речеме нешто, како треба да му одговориш, ние по штипски си велиме, синко мајчин, колку фурни леп треба да изедеш за да стасаш, или да помисли малку што збориш пред да збориш нешто избори до десет. Ти кај одиш, ја се враќам од таму. Алал да ти е. Ете тоа е. Имаше, кога станува збор за такви... Ама и во Тврдокорни играше, така? Тоа е серија. И во Тврдокорни играше. Мислам задоволство и со Миле Гроздановски работевме, со режисери тука што доаѓа, со целата плејада македонска, да не речем. Остана во Штип, но сепак ја и во најавата реков легенда, бидејќи треба да завршувам не само штипска, туку македонска. Раде Рогожеров сепак успеа да се наметне како актер, по својата позитива и како музичар на крајот. Денот не само забавно и народно пеевте, дури и со Супер Хикс, беше вистинска експлозија таа песна Раде. Хајде да завршиме со една порака, да го завршиме муабетот еви со една песна, да испратиме на оваа порака. Епа, вака, може ли, Мишко? Може. Да зборувам и да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. И да имам пророчки дар, да ги знам сите знаења за сите тајни и за сите работи, а и така силна вера што и планини да преместувам. Штом љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Ако љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долго трпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува. Не се гордее, не се срди, не мисли зло, на неправда не се радува, а на вистина се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Љубовта е долго трпелива. Трпението, нели, спомнавме во Моабетот нешто, трпението. Нашите стари како велеа, трпение, спасение. Трпението е мудрост, трпението е вистина, трпението е љубов. Ова е од посланието, колку што можам да се присетам, Свети апостол Павле, на обраќањето до првото послание до Коринтијаните. Мислам дека беше првото послание. Да.
Мислам дека е тоа, ама не сум А сигурен. сега, да, тоа, сега остануваат ова е на крајот, а сега остануваат овие три работи, верата, надежта и љубовта. Неголема меѓу нив е љубовта. Значи, единствен збор во универзумот, во вселената, ако треба нешто да не представува, кој збор би го избрале ние како луѓе? Кој е тој вистински, кој е вистината? Кој е љубов кога спомнеш, ја исполнува. Се е исполнето. Нема потреба нешто дополнително да се кажува, да се зборува. Да ако сгрешиме, Мишко, нешто, да знаеме да се извиниме, да си простиме, леле човек да си рече, леле простете ми од душа и од срце. Прво од Бога и вие. А пред се сите да се љубиме и да се почитуваме и да сакаме само убава мисла да носиме. Јас само би сакал да споделам еден момент како се чувствуваме ние актерите во името на целата на целиот ансамбл на Народен театар Штип. Да ви кажам дека често пати ни велат, лесна е вашата. Лесна е вашата. Вашата е како песна велат. Па доиста ако е лесна. Секој од свој аспект за својата професија, за својата работа. Секоја работа е и лесна и тешка, доколку се разбира дека е лесна, доколку одговорно се однесуваме кон истата. Ако се нурнеме во професијата, во занаетот, во она што презентираме, во она што го споделуваме со јавноста, со публиката, со нашето секојдневие, ако сме искрени кон тоа што го работиме и што го сакаме, тогаш неминовни, неизоставни си резултатите. Рогожаров, ми беше драго. Ви одземав Не ми одземав тич време, можеме да разговараме вака многу убаво, знаеш, да слушат човекот, како и да е. Има и во овие пензионерски денови. Играј, нека те викаат пак да играш во представи, без Сега сум разлика поканет, што... спомнавме Прочка, Да. во Скопје доаѓам на... Кај беше, ќе ме подсетат, ќе ми кажат. Ето, ако слушнете, ве прекинав во мислата, па те си го зборот, тоа ми е желба. Сакам да патувам со гитарата и да свирам. Има едни луѓе што ги сакам. Од каде е женичката, дамата, некаде од нордиските земји, а момчето е овде македонче. И тука свират, пеат негде по пазарите, пеја, свиреа, па убаво пеат, свират македонски. Леле, ако имате нешто, слава. Ако имате нешто... Да те викнеме. Да ме каните. Да. Се сеќаваш на поканите? Се сеќавам, да. На свадба што пишуваше, Да. дојдете да ни Да ни збогатите збогатите веселбата. Уште еднаш, многу ми го збогативте Ти денот. благодарам многу и секој добро, благодарам што бевте дел од овој серијал Мојот пат до успехот. За крај со што? Па што дал Една Господ? песна. на крај. Една песна. Ајде. Нека љубовна, или? Најди ми некапната солза, кажи ми еден убав збор, запеј ми, не запеам бој, ги измешав зборовите ми. Бакни ме, како за прв пат. Многу дни преплодивме ние, како на немирно море. Насмеј се на ветрот што вие, љуби ме и главата горе. Мафтам на зафир и на сенка, на полно кој ти станува, Мишко, на пиджами стануваше ке Батемоне по серенадите. Батемоне, дома ли си?
катето, сопругата негова. Кој вика? Во полнок 12 да речеме, знаеш. Да. Ние сме, батемоне дома ли е? Шо ви треба? На серенада да одеме. А не, спие. А тој излегува надвор. Тука сум, Мицка, тука сум, сега ќе дојдам. Кој го прави тоа од полнок, од седенка? Нека ми спомне некои такви, како да кажам, или кога ќе речеа се бара крв од болницата, требало карактеристична група на крв, вика, леле, нема во моментот, нема во болницата, шо крвна група ви треба? Нулта крв. Трчите кај Љупчо Рогожаров, кај татко ми. Трчите, без да не се секирате. У полнок, ќе дојде човек. У полнок, не пита, не прашува за кого е, за што е. Оди да дава крв. Тоа ме радува. Фала многу. Крвта вода не бидуваше, викат старите, да си се сакаме, да се почитуваме, да си пееме, да си запееме, да не ги забораваме песните, старите песни, изворни, ама чисто пеење. Чисто, просто, обично, да не во емитирање да не преминам. Не гледаш разговорот до каде ни дојде. Почитувани мои, да сте живи заедно. Мишко, уште еднаш. Фала многу, голема чест. Голема чест. Голема чест и големо задоволство. Ве следиме, обично се трудам да вашите патувања со патот на мојот пат до успехот и многу ме радува што е успешен проектот и што ги посетуваш луѓето. Посетувај ги сите, подсетувај не сите нас на убавите работа, на убавите вредности. Благодарам. Запеј песна, мори моме, да се чуе в ново село. Ново село, крај изворот. Крај изворот, крај лаџите. Ново село, крај изворот, крај изворот, крај лаџите. Море, каква песна да запеа, море лудо, море младо, да радосна и жалосна, и за нашата верна љубов. Жалостна и за нашата верна љубов. Дојди, моме, крај изворот, крај изворот, крај лаџите. Верна љубов, срце моме да ми смириш, душа моме развеселиш. На здравје да ни е.